Гостин во вестите во 14:30 е токму лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Господин Мицковски, добар ден и добре дојдете во вестите. Добар ден и благодарам на поканата. Денеска сте во Струмица заедно со вас и со вашиот тим. Пред малку ја посетивте индустријската зона во Сачево, но за жал ситуацијата, за разлика од најавите, нема ништо. Ваше гледиште и што се случува таму во моментов? Да, ќе го подсетуваме Зоран Заев, ќе го подсетуваме СДСМ на сите оние ветувања дадени во минатото, кои што практично беа една карактерна особина во нивната политика, кои што се неисполнети. Ова беше едно од ветувањата дадени пред многу години, каде што практично требаше да имаме повеќе од 16 на стопански објекти, фабрики и некаде околу 1500 вработувања, но до што можеме ние да го видиме денеска е само една ледина на која што можете да видите израсната трева и ниту еден стопански објект, ниту едно ново вработување. Тоа е практично едно големо разочарување одека за жителите на општина Струмица, но и за околните општини кои што гравитираат околу општина Струмица. Тоа е уште едно ветување дадено на Зоран Заев, како и стотиците други на кои што ние ќе го подсетиме, а при тоа и ќе го прикажеме на сите граѓани во Република Македонија да знаат дека потребно е да имаме политичари кои што ќе бидат од збор, политичари чиј што збор ќе тежи, чиј што збор ќе значи реализација, а не само даден збор за да се добијат гласовите на граѓаните, затоа што конечно честитоста кај политичарите треба да биде вреднувана и валоризирана, а не само кажаниот збор кој што понатаму ќе стане на голема лага. Се среќавате во моментов и со граѓаните, со бизнисмените на Струмица, што велат, како се живее, како живеат периодов? Во Струмица и Струмичко исто е. Има еден заеднички именител, како што впрочем е иста состојбата и во сите останати региони во Република Македонија. Тешко се живее и од економски аспект, но и од било кој друг аспект, бидејќи практично имаме масовно иселување на граѓаните, кое што е овдека посебно изразено во последниве година-две. Економската ситуација е катастрофална, нема нови работни места, нема нови инвеститори и тие кои што имаат мака мачат да го скрпат први со први за да може да поделат плата. Посебно ги погодува овој нов закон, предлог закон кој што го даде владата на СДСМ и Зоран Заев за зголемените даноци. Практично тоа е карактерна особина на влада и политичар кој што нема визија, нема проекти, не знае како да спроведе реформи во економијата и најлесно му е ајде да посегнеме по она кое што ни е најблиско до раката, а тоа се граѓаните. Оние граѓани кои што претходно му ја дали и довербата и го избрале за премиер практично во Република Македонија. Тоа е погрешен пристап кој што не треба да ни се повторува во иднина и пристап кој што не треба да го имаат политичарите во Република Македонија. Ќе повторам, мора да сме честити и она кој што ќе го ветиме пред да бидеме избрани, треба истото понатаму да се залагаме да го спроведеме. Заеднички именител, како што реков на почетокот, е целокупната лоша ситуација која што е овдека во Струмица и Струмичко, како што впрочем е и насекаде во Република Македонија, с големени даноци, оцелување на младите, немаме нови работни места, немаме нови инвестиции, така што целокупната онаа лоша слика на економски план во државата е пресликана и овдека во Струмица и Струмичко. Така, вчера имавте средба со стопанствениците од Сојузот на стопански комори, изминатиот период и со Стопанската комора на Македонија и со Северозападна Македонија, Стопанската комора. Ваше гледиште, што велат стопанствениците што се однесува до економски план? Иста е сликата и таму, буквално во сите стопански комори со кои што имавме состаноци, секаде владе истото мнение дека полоша економска година од 2018-та не паметат, но јас не очекувам ниту дека 2019-та ќе биде подобра од 2018-та, бидејќи практично сем оној раст кој што ни е на хартија, ние во суштина, во реалност гледаме само уназадување и многу полоша економска ситуација од она која што се прикажува на хартија, па гледаме дека хартијата трпи се, па сега имаме нова економија која што ја промовира владата на СДСМ и Зоран Заев, тоа е пиши-бриши економија. Растот на бруто домашниот производ во првиот квартал, кој што беше некаде околу 0%, сега го зголемија 0,9 или речиси 1, бидејќи толку им беше потребно за да еве теоретски излезат и кажат дека на крајот на годината нема да имаме 3,2%, но ќе имаме 2,8%, бидејќи ако не ја направија таа корекција, немаше ни 2,8%, што и сега се сомневам дека ќе биде постигнат. Секоја нова фискална година за Зоран Заев и СДСМ е година на економски бум, така требаше да биде 2018-та, тоа не се случи, така треба да биде според најавите 2019-та, јас сум убеден дека тоа нема да се случи, бидејќи ја гледаме реалната ситуација на европските пазари, гледаме дека практично растот на бруто домашниот производ во
Европската унија и високо развиените земји во третиот квартал забавува, а бројот на ново отворени работни места исто така забавува, а имајќи предвид дека македонската економија е извозно зависна од тој пазар, можеме да заклучиме дека побарувачката ќе биде намалена или ќе стагнира, така што не очекувам дека и во идната 2019 година ние ќе имаме економски бум. Но она што треба да се каже е дека македонската домашната економија назадува, бидејќи немаме инвестиции, градежништвото исто така тоне. Единствена светла точка практично представува извозот од страна на овие инвеститори кои што благодарение на владите на ВМРО ДПМН најпрво им беа поканети, а потоа одлучија да инвестираат овдека во Република Македонија и да вработат многу граѓани на Република Македонија. Практично тоа е основниот генератор на растот на бруто домашниот производ и на оној мал економски раст кој што го има моментално во Република Македонија. Така што ако и таму имаме стагнација или намалување, а гледаме дека условите на македонските предприемачи, на македонските економски оператори назадува, јас наистина не гледам како можеме да имаме оптимизам и во 2019 година кога станува збор за економијата. Така што се однесува до економијата, тој премиерот изминатиот период најавува заживување на економијата во 2019 година, а секако и подигање на економскиот стандард и растот на граѓаните. Очекувате ли заживување во 2019 година со оглед на тоа што изминатиот период на некој начин статистичките податоци си го кажуваат? Видете, повторно треба да сме честни и искрени да кажеме дека јас го кажав тоа, дека впрочем не само што не очекувам, него напротив очекувам дополнително назадување и дополнително економско фијаско поради сите оние параметри кои што ги имаме на увид, кои што ќе бидат навигација влез за следна 2019 година. Јас не очекувам, гледајќи ги карактерот на политичарите околу премиерот Зоран Заев, но и она момче кој што излегува на пресконференција, дека еве овој мој совет ќе биде прифатен, но барем за еднашка нека се одважат и нека го прифатат советот и нека погледнат во очи на реалноста, бидејќи реалноста е неприкосновена. Забадијава на политичарите и на политичките партии ако победат на избори, ако државата не оди назад. Ние ова што денеска го гледаме како државата нас практично не оди назад, ја губиме државата. Тоа е суштината во сите овие критики кои што ги упатувам и на оние протестни маршови, но еве и овдека во Струмица, но и ќе продолжам тоа да го правам во другите градови во Република Македонија. Мора честито да погледаме на проблемите во очи, не да се потпреме на оние тапкања на неколкумина околу нас по рамо, дека е се супер, дека одлично тераме, дека имаме ваков раст или таков раст, кога не е така. Реалноста е сосема спротивна, па ќе го пуштиме на мало момче да прочита некое соопштение дали пред штабот на ВМРО ДПМН или пред говорницата на Социјалдемократскиот сојуз, така што тој пристап мора да се промени. Еве сега од овде од Струмица упатуваме на порака, нема да имаме економски бум во 2019 година, напротив, послушајте наш кај што ви говориме, лошо ја водите работата, ја губиме државата, економијата ни тоне, народот е разочаран, луѓето се иселуваат, нема реформи, се што ветивте ништо не исполнивте. Ајде да седнеме конструктивно да работиме за да можеме да обезбедиме подобар живот за граѓаните. Па макар еве уште една година вие биле влада, по наследните избори да го презентираме пред граѓаните она што имаме да им го понудиме, пони нека одлучат кому ќе дадат довербата. Јас сум сигурен врз основа на оваа навигација и врз основа на овие емоции и чувства што ги добивам од граѓаните дека ВМРО ДПМН убедливо ќе го порази СДСМ на следните најпорни претседателски, а потоа на предвремени или редовни парламентарни избори. Господин Мискос, и ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата.